Молк кај помалите партии во владината коалиција. Се уште немаат конкретен став за францускиот предлог, откако истиот им беше презентиран во владата, бидејќи во тек се меѓупартиските консултации. Со почетокот на состанокот на владината коалиција, премиерот Ковачевски најави широк консултативен процес, во кој ќе бидат вклучени председателот Пендаровски, собранието, опозицијата, експертската фела и граѓанскиот сектор. Представниците на партиите имале државнички став, вели Ковачевски, но не е познато дали се целосно за францускиот предлог. Сите политички лидери имаат своји политички партии, тие денес го добија предлогот, ќе го разговараат и ние нормално дека на следен состанок ќе изградиме заеднички став. Меѓутоа можам да ви кажам дека духот на разговорот беше на ниво на исклучителна одговорност на моментот на кој што е исправена Република Северна Македонија. Дали помалите партии ќе ја напуштат коалицијата доколку не се согласуваат со францускиот предлог, како што претходно најавија, е нејасно. Од партијата Дом велат дека за неколку дена ќе завземат став по ова прашање. Во тек на следните неколку дена ќе го разгледаме предлогот во партија, ќе ги земеме предвид мислењата на експертите и ќе завземеме став. Пред средбата во владата, председателот на Демократски сојуз Павле Трајанов порача дека е потребен референдум по ова прашање. Натаму ќе инсистирам широка расправа да има. Меѓу другото, медиумите вие да отворите оваа расправа, невладениот сектор, експертите, политичките партии, да се расправа во парламентот и парламентот ако изгради став единствен, доди на проверка на граѓаните. Значи ќе инсистираме да граѓаните се изјаснат. Председателот на ВМРО Народна партија Љупчо Ѓоргиевски пак изјави дека требало да се земат предвид позитивните страни на предлогот. Ќе го коментирам она што беше претходен француски предлог, иако во основа останува ист. Значи, вие се сеќавате дека ние бевме една од ретките партии кои рекоа дека во францускиот предлог има многу позитивни работи и не треба да се отфрла во глобала. Инаку она на што мислам дека треба да се стави акцент дека очигледно и двете страни не се задоволни до крај, но тоа е и суштината на секој предлог. Помалите партии претходно најавија дека ќе излезат од владината коалиција, доколку се прифати предлог кој е против националните интереси.